Без решенија за економско-енергетската криза, поради што граѓаните тонат во сиромаштија, рекордна инфлација и злоупотреби на системот за да се украдат што е можно повеќе пари. Ова се дел од обвинувањата кои претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски денеска ги упати кон владеачката коалиција. Според Мицкоски, СДСМ е во сервилна и подредена положба кон ДУИ, а на двете партии, според него, единствен приоритет им е личното богатење. И мачно е кога се гледа како се измекери на Демократската унија за интеграција. Да останат што е можно повеќе, ден плюс, недела повеќе, месец повеќе на функциите за да можат да го крадат народот, за да можат да ја плячкаат Македонија. Таква е СДСМ денеска. Од партија која што на почетоците може би имаше некаква државотворност, денеска е измекар на Али Ахмети и Демократската унија за интеграција. Тој го обвини лидерот на ДУИ Али Ахмети дека нема ништо заедничко со европските вредности за кои тој говори и дека му се флоскула за да не понесе одговорност за трагедии каде директно се инволвирани или виновни членови на ДУИ, како што се Бесатранс и модуларната болница во Тетово. За Мицкоски единствено решение се предвремени избори. Ако народот верува во ова што го работите, ако народот верува во тоа што се силите пред малобројните ваши партиски членови ширум Македонија, на кои што мене и ВМРО ДПМН не навредувате, а Македонија ја понижувате, тоаш нема зошто да се плашите. Охрабрете се, излезете на предвремени парламентарни избори, па народот нека каже кој треба да ја води Македонија. Владеачката гарнитура ја обвини за лоша дипломатија и низа порази, но и за кампања против него за наводна блискост до Бугарија и Ванчо Михајлов. Во своето обраќање, тој нагласи дека промена на уставот нема да има. Нема хотел пратеници, како што тоа го кажа пред некој ден Пендаровски, кои што биле убедувани во еден хотел недалеку од овдека. Сега имаме пратеници кои што цврсто стојат на својот став и тие нема да дозволат промена на уставот на Македонија. Мицкоски најави дека во моментот кога ќе има промена на власта, ВМРО ДПМН ќе направи темелна проверка на потеклото на имотот на актуелните функционери, не само на оние кои се објавени во рамките на аферата Паразити и доколку се утврдат злоупотреби, имотите и средствата ќе се запленуваат и ќе има кривична одговорност.